Македонија денеска чествува 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, основоположникот на македонската писменост, прв епископ на словенскиот народ и творец на Охридската книжевна школа. Заедно со Наум Охридски тој е најистакнат ученик на творците на словенската писменост, светите браќа Кирил и Методи, и најверен продолжувач на нивното дело. Ги придружувал 20 на години во просветителската мисија за одбрана на словенскиот јазик во Велика Моравија. Како нивен ученик, Климент создаде трета генерација на ученици. Од книжевната Охридска школа под негово покровителство писменоста и христијанството продолжиле да го шират 3500 ученици. Се смета дека Свети Климент Охридски е автор на обширните житија на Кирил и Методи, познати како панонски легенди, најзначајниот извор за проучување на животот на солунските браќа. Покрај преводи на црковна литература, напишали пофални слова за христијански светители. Пред да умре својот тимот, книжевните дела ги поделили завештал на епископијата и на својот манастир. Свети Климент Охридски е заштитник на Охрид и според преданијата тој го спасувал градот и неговите жители секогаш кога биле во неволја. Денес многу цркви, институции, училишта и издруженија го носат неговото име, а меѓу нив најрепрезентативни се Националната универзитетска библиотека и Соборниот храм во Скопје, Универзитетот во Битола. Неговото име го носи Универзитетот во Софија. По повод празникот Свети Климент Охридски, голем број православни христијани уште од утринските часови се упатија кон црквите кои го носат неговото име за да запалат свеќа за здравје и да присуствуваат на божествената литургија во чест на Свети Климент Охридски. Секоја година се доделува и државната награда за особени остварувања во воспитанието, образованието, културата, науката и здравството. Годинешниот добитник на државната награда во областа на воспитанието и образованието е Марко Китевски, фолклорист. Наградата за остварување во областа на културата и уметноста ја добија обоистката Гордана Јосифова Неделковска, скулпторот Жарко Башевски, поетесата Весна Ацевска Стојчевска и театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова. Денеска во Собранието на Република Македонија признанијата им ги врачи академик Владо Камбовски, претседател на одборот за доделување на оваа награда за 2016 година.